колешка Митовска, за жал, продолжува грубото кршење на изборниот законник, продолжува постапката за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски со оваа дебата и денес. Наместо да се послушат нашите укажувања, односно почитувањето на изборниот законник, конкретно членот 8а, кој што е дециден во смисол за прекинување на постапката за разрешување на државниот јавен обвинител вклучително, и оваа дебата да продолжи после локалните избори, после конституирањето на советите и утврдувањето на мандатите на градоначалниците. Ние продолжуваме со оваа дебата, а од парламентарното мнозинство немаше ни слух, барем да оваа дебата да се прекине до сочекувањето на мислењето од антикорупцијски. Меѓутоа, јасно е зошто продолжува дебата, да се прикријат сите недоследности во функционирањето на оваа власт, посебно во делот на грубата партизација во јавните институции и ставањето на несоодветни кадри на битни државни институции. Врв на поставувањето на несоодветни кадри, кои што ги има многу, меѓутоа оние кои што се највпечатливи е секако поставувањето на човек со средно градежно образование да биде директор на националниот ансамбл Танец, кој што е гордост на Република Македонија. И сега не знам пошто е човекот, кои се неговите способности да се дрзнат да постават човек со средно образование, дали има толку јаки менаџерски способности или па е одличен музичар, ороводец или не знам на талент на кој инструмент е. Меѓутоа не е само тоа во таа низа на несоодветни кадри. Хидросистемот Злетовица е едно од поголемите јавни предпријатија, таму на председател на надзорен одбор се поставува човек исто така со средно образование. Денеска слушнавме дека од работно искуство му било во делот на кулинарството. И со тоа грубо се крши Законот за јавни предпријатија, членот 26, каде што децидно стои дека член на надзорен одбор може да биде само лице кој што има завршено високо образование и кој што има искуство во делот на сметководството и финансиите. И редица други недоследности во работењето на новата власт во смисол на неспособност за справување со пожарите, неспособност да се излезе во пресред на земјоделските производители кога се во прашање вишоците на земјоделските производи, во ситуации на пожари, во ситуации на проблеми со откупот, министрите се на одмор, ни следи бербата на винското грозје и проблемите со опасност на истото.